Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, во кое што прикажувам содржини од книгата на авторката Шефалица Пари, Родителска карта. Меѓутоа, пред да почнам да зборувам за содржините од 13-тиот чекор, најпрво би сакала да изразам сочувство до сите родители на погинатите деца во трагичната несреќа која што се случи во Кочани, во дискотеката во Кочани, и што навистина беше страутен настан, исполнет со многу болка и многу тага. И исто така да им посакам на децата кои што се повредени, побрзо закрепнување, побрзо да се вратат во своите домови. Сите ние пред се како човекови битија не потресе овај настан и особено што сите сме родители, скоро сите имаме деца. Меѓутоа, јас некако ја доживеав и јас подлабоко, поемотивно, и од друга причина, затоа што првите мајки кои што мене ми пишаја и кои што дека навистина им се допаѓа ова што го работам и ме охрабрија, дури и побараа да дојдам во Кочани пред една година да одржам предавање таму. Јас не бев во можност затоа што се уште работам на овие видеа, така да можеби тоа ќе можам да го направам во некоја блиска иднина. И токму поради тоа бев многу непријатно го доживеав цел тој настан, затоа што тие беа првите мајки кои што ја препознаа мојата работа и кои што навистина ми дадоа поддршка и храброст понатаму да продолжам. Сега да продолжиме со содржината на ова видео, 13-тиот чекор од книгата на авторката Шефалица Пари, каде што зборува за егомаските на децата. Таа има нацртано една слика во нејзината книга. Еве овде можеме да видиме како родителот го носи во своето раце егото, значи поставено е овде како еден вид на огледало ќе дојде, значи кога родителот се огледува при своите деца, го поставува веднаш своето его и овде долу се децата кои што носат различни видови на его маски со цел да се заштитат од егото на родителот. Значи ја кријат овде својата вистинска суштина преку овие его маски кои што ги носат. Значи лажни его маски. Сега денес ќе зборуваме за три его маски. Его маската на детето фејнер, его маска на дете која замрзнува и его маска на дете која што напушта. Его маската фејнер, во суштина што значи зборот фејнер? Значи да се преправа. Дете кое што бара внимание. Или пак, јас навлегов малку подлабоко видов, од каде потекнува тој збор. Потекнува од латинскиот збор фингере. Јас не знам латински, меѓутоа си претпоставувам дека така се вика. Кој што означува да се измислува приказни, да се измислуваат чувства, да се измислуваат емоции, или пак да се измислуваат сите тие работи со цел да се крие вистината. Или да се преправат, да се преправаме преку со други емоции, со други чувства, со цел да се скрие вистинското чувство, вистинската емоција. И оваа его маска децата ја навлекуваат поради тоа што имаат често пати потреба да бидат пофалени и одоброволени од страна на родителите.
И децата, особено кои што имаат таква суштина, по својата суштина, кои што одоброволуваат, кои што се многу меки по својата душа, тие може кај нив да се јави една зголемена потреба да станат суперзвезди, со тоа да го привлечат вниманието, да ја привлечат, да добијат значајност и важност од страна на своите родители. И исто така и ова егомаска може да ја носат децата чија што есенција, суштина е дете повлечен сонувач. Значи, пред овие видеа јас зборував за есенциите на децата, суштината на децата, Шефали дали ги ако можете да видите дека ги подели во неколку категории. И значи во оваа егомаска може да ја постават и деца чија што суштина е повлечен сонувач, тоа е дете кое што е сонувателно, често пати мечта и кое што сака да се повлекува и ја навлекува оваа егомаска на фејнер. Зошто? Затоа што особено кога се чувствува изолирано, кога се чувствува отфрлено и тогаш тоа е многу упорно за да биде забележано, затоа што сака кај него да се здобие со едно чувство да припаѓа некаде, затоа што пред време тоа долго време било срамено, било исмејувано токму заради таа негова особина да сака да се повлекува. Исто така и детето кое што е бунтовно, значи бунтовно, неконформистичко дете по својата природа, дете борец. Исто така и тоа може да влезе во овој мод или во овој режим на егомаска, да бара внимание, меѓутоа преку прекршување на правилата. И оваа маска како изгледа? Изгледа како оние кои што ја например ја носат, како например некој клоун во циркус, или пак може да ја носат личности кои што ги нарекуваме често пати драма куин или драма кинг, или пак деца кои што се етикетирани како лошите и лошото и бунтовно дете. И значи карактеристична е оваа маска по тоа што бара внимание по секоја цена и се обидува на секакви начини од страна на родителите, значи бара да го да го добие тоа внимание. Меѓутоа доколку родителот на вистина се потруди да го слушне внатрешниот крик на ова дете која што ја носи оваа егомаска, фејнер, тој негов внатрешен крик би можел да се изрази на следниот начин преку следните прашања. Например, дали ме забележуваш? Дали ме гледаш? Дали ти е грижа за мене? Дали ти се допаѓам? И кога родителот успева да се прилагоди на егомаската, на фејнер, на дете кое што ја носи егомаската на фејнер, тој со многу нежност и сочувствителност може да му дозволи на детето да му помогне, да ја отфрли таа егомаска и детето да може да се врати во својата суштина и тоа да го направи преку следните зборови и тие сега ќе ви ги прочитам. Те гледам сега и секогаш. Забележувам колку си навистина неверојатен. Немаш потреба да го носиш товарот за да се обидуваш постојано да го привлекуваш моето внимание. Јас ги запоставив твоите вистински потреби и ќе ги променам моите начини за подобро да се сретнам со вистинските потреби твои. Ти си мојот најважен приоритет и ќе се погрижам да го почувствуваш тоа. Значи, егомаската на дете кое што бара постојано внимание, пред се потекнува од посвесниот очај тоа да биде забележано од родителите и доколку родителите се свесни и одговорни и дека тие можат да му помогнат на детето да ја отфрли таа егомаска преку следните начини. Кога самиот тој ќе си ги постави овие прашања кон себе. Прво, на кој начин или како јас допринесувам моето дете да бара постојано внимание од мене. Второ, дали сум до толку одсечена или до толку
оттргната од мојот собствен живот, што моето дете бара постојано внимание од мене. И трето, на кој начин јас можам подобро да се представам пред моето дете во сегашниот момент. Или како јас можам подобро, на подобар начин да бидам присутна за своето дете овде и сега. Децата фејнери, каква болка носат? Тие ја носат болката од невалидизираност, од неповреденост, од непрепознаеност и од невредност за она што навистина се во својата суштина. И како резултат на тоа, тие имаат потреба да ја носат оваа его маска со цел да го добијат она кое што навистина им недостасува од страна на своите родители. И кога родителите ќе се подредат ќе успеат да се подредат со болката на своите деца, можеби тие ќе можат на некој начин да ја тргнат таа лажна его маска од нив и да можат тие да се ослободат за да си влезат во својата суштина и во својата природност. Следната его маска е его маската на деца, рековме, замрзнувачи и деца кои што напуштаат. Шефали овде објаснува дека оваа его маска може да ја носат сите деца. Значи, овие две его маски може да ја носат сите деца, од сите, со било каква природа да имаат, било каква есенција. Меѓутоа, разликата, особено може да ја носи детето кое што е повлечен сонувач, меѓутоа разликата помеѓу ова дете со оваа суштина и со оваа его маска, која што ја навлекува детето пред се заради својата природа, е во тоа што пак овие две деца, овие две маски ги навлекуваат децата особено заради тоа што имаат болка од некоја доживеана траума. Значи, додека овие претходно три его маски беа тесно поврзани со самата природа и суштина на децата, овие две его маски пак се тесно поврзани со траумата кај децата. Значи, во тоа е разликата. Кај маската на замрзнувач и его маската на дете кое што напушта. И колку родителите се понесвесни, повеќе се агресивни, повеќе се манипулативни, повеќе ги запоставуваат своите деца, до толку овие деца ќе замрзнуваат, до толку ќе напуштаат и ќе бегаат во својата собствена реалност. Како можат да дојдат до заклучок родителите дека нивните деца носат овие две его маски? Првата работа е, значи, како ќе препознаат, прво родителите ќе го видат тоа доколку нивното дете се трга постојано од своите родители. Значи, таа им вели, дали вашите деца се тргаат од вас? И второ, можете да препознаете кога вашите деца барат постојано да се изолираат во својата соба и се кријаат од вас. Не сакаат да се поврзат. Значи, овие се знаците кои што ги чувствуваат децата кои што се има доживеана некоја траума и барат разделување од страна на овај сородителот наместо да бараат конекција. Значи, тие едноставно не сакаат да се поврзат со родителот, се плашат да се поврзат со родителот и овие деца поради својата траума тие поставуваат еден многу цврст емотивен зид само за да можат да се заштитат од налетот на родителската несвесност. И кога родителот е свесен за овие маски, дека ги носи своето дете, тој итекако може да му помогне преку еден сочувствителен начин, преку еден нежен начин на детето постепено да почне да ги трга овие маски и да влезе повторно во својата суштина, и тоа може родителот да го направи преку следните зборови кои што јас сега ќе ви ги прочитам. Те разбирам зошто се однесуваш на овој начин кон мене. Многу пати сум те повредила во минатото и сега
ти не веруваш во нашата врска. Се чувствуваш како да не си сакан и невреден. Јас придонесов кон овие твои чувства и сакам да ги променам работите. Дали ќе ми дозволиш да ти покажам дека јас грешев и дека ти заслужуваш да се однесувам многу подобро кон тебе. Бев многу несвесна во односот со тебе. И сега сакам да ја поправам и да ја обновам врската со тебе, бидејќи ти си ми најважен. Оваа маска спрема Шефали ја крија огромната болка на детето, која итекако успела да направи еден многу цврст заштитен оклоп, детски оклоп, околу неговото исплашено, повредено внатрешно дете. Меѓутоа, доколку родителот успе да ја препознае маската, да се можеби тогаш ќе може на некој начин да се поврзе на начин на кој што навистина му е потребно на детето. И како што објаснува Шефали, таа ги споредува овие деца со едни зоставени миленичина кои што едноставно постојано бегаат и се плашат дека и понатаму ќе бидат травматизирани и понатаму ќе бидат неприфатени. И токму поради тоа, што им е потребно на овие деца? На овие деца и како им се потребни родители кои што се многу трпеливи, кои што се многу толерантни, кои што се исполнети со многу грижа и љубов спрема своите деца. И на тој начин би можеле родителите да ги извадат од нивната сенка и повторно да ги внесат во светлината на вистинската љубов и на вистинската радост. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.